Зашто ќе разгневам цар, што е. Самиот цара га мемно, до сега сме да хајчиме од дејца кај нада ми става, не чувам. Затоа ќе не ми сега не мислам, јас ќе имаме да магистрат. Кога се ендични ние ще нема митник, ќе сме да се појават од разните градови. Тоа ми пријатно книги да го праќаат. Театарот идеално среден, значи најголемиот озвучувач на театрите Сенофон, ученикот на Аристотел. Ако театарот бил ископан идеално, значи кога ќе го усмериш гласот таму некаде, на 3-4 метра од она, кога се одбива гласот таму, би требало равномерно да... Таму ќе играме, така? Па да, таму е главно. Не, намало на Мацко. Би требало вам. Значи гледај се, 1, 2, 3, 4, има еден ехо. Бидејќи тие... Ако го имаш ти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лаертов, Одисеју... Пренукаво жектовче! Треба да се расшири до таму, да пробате. Ако не, пробете да го усмерувате гласот некаде овде на оваа точка. Зевс! Значи овде. Кога би било идеално, сега овде има песок, значи овде би требало да е камен. Тој би се одбил од овде и би одел, како да речеме, диаметрално Ајде се по сите загреем. делови. Ајде. Тој закон важи за сцената, за големите сцени. Замисли, Акиле, без те стрпена. Па соберете издоста дрва, за целата ноќ. Ај крајник смајани сосем од чадо да крајците самчани со. Ово срце во можете се слашам. Да не се качат безбојни правите цели здрави и да однеси секој од овие рана и дома. Хекторе, црна сум, јаш ти доста сум, да ми супа двајцата. Историја водишни. Кога ме доста почна да колме и грозните ерини, тој да ги вика. Значи се наоѓаме на еден од четирите антички театри што се откриени во Република Македонија. На мал простор 4 театри и ако тргнете према Пиринско и према Егејско ќе видите дека бројот на театрите се зголемува. Значи базичниот принцип на македонците да играат песни и ора од давнина е присутен. Еден од големите антички авторитети Ежен Борза, заедно со Хамонд, има еден термин што го нарекува македонски фестивал. Значи почнувал со песни и ора, со спортски надпревари, со беседи, со поезија и обврзно завршувал со театар. Принципот на играње и славење е длабоко вкоренет во македонската култура. Како што гледате, театарот е настанат на отворен простор, под ведро небо. Да не заборавиме што вели историјата дека комедиите, фестивалите на комедиите траеле 24 часа без прекин. А фестивалите на трагедиите, на трагичните представи траеле 3 деноноќија, значи нон-стоп се играле представи. Публиката седела, одела зад сцената, што се случувало и ние денеска не можеме да го објасниме. Имаме еден таков феномен на Питер Брук кој 9 часа без прекин играше една представа, Махабхарата, нели по цел свет гостуваше. Да. Јас имам слично искуство со театарот Скрба и утеха, имаме 12 часа без прекин играме една представа во Младинскиот културен центар и тоа беше тоа што сакаме да го истражиме, која е потребата да се игра театар. Најстариот театар во Македонија, Кокинскиот неолитски театар, исто така на отворен простор. Значи тоа е принцип на земја, небеса и човек исправен тука кој го зборува текстот. Во Кокино, кој е 2000 години пред нашата ера, така како што вели историјата, се случувала најстарата обредна драма Хиерос Гамос. Значи така наречен небесен отец, небесниот принцип Бог ја оплодува земјата, мајката земја и се раѓа богот човек, се раѓа актер, жрец, првиот гласноговорник, политичар и така натаму. Тоа е 2000 години, значи пред нашата ера. После 1600 години се случува античкиот македонски театар, кој е многу слична приказ на Хиерос Гамос. Теос, односно Деос, ја оплодува Семела, земна мајка и се раѓа детето Дионис. Значи Дионис ги има истите атрибути, плодородие, победа на животот на смртта, некои велат дека ја распнат исто така
на крст, претворал вода во вино, како една пророчка уметност и потоа тоа се материализира после 400 години, кога Отецот Небесен ја оплодува Дева Марија и доаѓа Исус Христос Спасител. Значи, ние зборуваме за принцип на сооднос со Бог. Еврипид, еден од најголемите драмски автори, кој бил дворски хроничар на македонскиот цар Архелај и ги напишал Баханалиите, принципот на славење на македонската царска фамилија, на славење на Дионис, го вовел принципот Deus en machina. Важен момент кој сакам да го споделам со вас. Значи, на почетокот и на крајот на представата го повикувал Бог. Зошто е важно тоа? Вие сега ја работите Илијадата и разбирате дека таму човекот, актерите, учесниците разговараат со боговите и ги гледаат. Тие верувале длабоко на ова место, кое не заборавајте дека е, како да кажеме, 2500 години се случува тука театар непрекинато. Велешани направи античка драма, меѓутоа неколку години бидејќи се реставрира театарот е прекината. Значи тие излегувале и верувале дека излегуваат пред Бог и начинот на играта бил поинако. Тоа е битен момент. Од таму кога ќе се изведе од себе обожување, актерот престанува потоа, театарот и црквата во антиката биле едно. Во античкиот театар се случувале свадби, се избирал царот, се случувале сите поважни настани. Филип II е убиен во театарот во Еге, на свадбата на неговата ќерка Клеопатра со Александар Молосиски. И потоа целата публика слегна на сцената, тој крвав падна доле како крвна жртва и потоа избран Александар за цар. Значи поентата е дека театарот бил духовно место. Место кај што се случувале духовни проблеснувања. Дионисовиот театар, античкиот македонски театар, исто така духовен. Тој бил посветен на Дионис, се играл за Бог. Современиот театар денеска се игра за себе обожување. Актерот, режисерот верува дека тој е Бог, условно речено, тој создава еден свет и игра на еден поинаков начин. Ние играме за денешните богови, за министрите, за професорите, за добрата публика. Кога ќе дојде лоша публика, тогаш паѓа нивото и го напуштаме божествениот принцип. Затоа тие велат дека театарот е свето место. Свето место е ако вие верувате дека застанувате тука, дека сте избрани да зборувате зборови што се важни, дека зборувате пред авторитет, не само пред министерот кога ќе дојде или професорката и професорот, а кога ќе дојде по неугледна публика нема да играте, туку играте секогаш како свето место и тогаш го осветувате просторот и тогаш театарот ја има она исцелителна природа што се случувало во антиката. Зошто исцелителна? Бидејќи дактилот кој вие го зборовите е обредна метричка стапка. Левите и десните дактили се играле за ослободување и одврзување од болести, проклетства и магии. Тоа е денеска зачувано во русалиските игри, но веќе скоро исчезнува. Значи, играле околу болниот оро и се случувале исцелување. Тоа е дактилот. Дактилот е својствен во современиот македонски јазик, го знаете тоа рам, пам, пам, рам, пам, пам. Тешко се преведува на албански, на грчки, на бугарски, на српски. Таму е посвојствено трохиот во српскиот, а во сите други соседни јамската структура што е Шекспировиот стих. Македонскиот театар има голема традиција. Ако го земеме Кокинскиот неолитски театар, 2000 години, и денеска, значи, ние 4500 години се случуваат песни и ора. Значи, Борза тоа го нарекува македонски фестивал. Ние и денеска правиме фестивали по свадбите, по славите, пееме, играме, рецитираме и затоа вие победувате кога ќе појдете таму некаде во некои блиски сотени земји што не сакаат и не признаваат дека постоиме. Од има култура што не признава дека постоиме, а ние суштински сме тука. Уште неколку работи. Митскиот македонски цар Орфеј им ги дал словата на македонците и трахијците. Музите, 9 музи, се керки на македонецот Пиер и Пеонката. Како и музата на театарот. Значи, ние зборуваме за еден принцип на сооднос со Бог и затоа Питер Брук велеше театарот е потрага по Бога, кој ќе излезе од тривијалната театар зграда и ќе се врати на отворен простор и ќе бара, како што го нарекува тој евроазијски театар, затоа Гротовски е во право кога вели актерот е светец, се качува на сцената, овде во овој случај слегува на сцената, за да ја осветли публиката. Или Еудженио Барба, што бараше да направи универзален театарски јазик, како парафраза, дека Господ им ги измешал јазиците со вавилонската кула. Зборот театар значи место за гледање. Значи место каде што се гледа. Што се гледа? Ние што зборуваме, кон тие што не слушаат и кон горе, кон Господ што ни дал дарба да функционираме. Мегалитскиот театар на Кокино се вика обсерваторија. Значи, тоа е латински збор за наблюдување.
Тие наблюдувале кон звездите, од звездите наблюдувале знак, сончевиот лач удира овдека, го осветлува еден од седнатите на петте камени престоли и почнува да кажува Божји зборови. Значи, тоа е место каде што се гледа. Вилијам Шекспир го има запишано тоа, цел свет е театар. Оти се гледа. Вашите постапки, вашето однесување, за кого играте, како играте, колку љубов сте вложиле во театарот, е тој принцип кој се гледа на сцената. На сцената се гледа, сум ви го зборувал тоа, колку книги сте прочитале, дали сте полни со љубов, дали сте несигурни, дали сте ненаспани, дали имате доблести, дали знаете да зборувате, дали имате глас, дали играте за Бога или играте за министерот за култура или министерката за култура, па кога ќе дојде по недоблесна публика не функционирате, не ќе да играте за нив и потоа вие не можете да играте и не напредувате во актерската професија. Значи можам да ви зборувам многу работи. Принципот на театарот по мене е атер, театар место за гледање, но ние имаме еден збор атер или атар, му правиш некому атар, место за споделување на својата љубов. Колку љубов ќе вложите во зборовите и текстовите, таа љубов се враќа преку публиката, а потоа и се материализира како духовна љубов, се материализира и во тоа што ќе напредувате и ќе работите доколку функционираме по законите на нормалата во демократско време. Вие сте прва генерација што доаѓате на антички театар. Ланската година не дојдоа. Му благодарам на управата на факултетот што отвори и сега ќе се надевам дека ќе биде ова традиција, оти е штета, кога имаме антички театри да не поминеме барем еден час, да го поминеме Хомер. Не заборавајте дека овде нашите предци го зборувале Хомера. Хомер е духовна литература, Александар Македонски го цитирал често и го држал под перница. Тоа е како што денеска, например, за христијаните Библијата, за муслиманите Куранот, Библијата, односно Илијадата била духовна книга. Кога Александар го прашале дали треба вака, тој извадил книгата и рекол: многу правила не се добри, едно нека биде. Извадил цитат, како што денеска, например, цитираат од Библијата 6 стих 17 глава и така натаму. Значи, театарот не е телесен, туку е духовен. Кога ќе го разберете тоа, ќе разберете што значи она есеј за Ричард Бартон, петте чекори на театарскиот ангел, дека доаѓал до границата на можното и правел уште 5 чекори. Но не можеш да ги направиш чекорите во тело, се прават во дух. А тоа е мотивот. За кого играме, зошто играме, дали веруваме дека театарот може да го промени светот, дали го имаме принципот Deus ex machina, излегуваме и играме за Бог, а тогаш тие сите забележуваат дека актерот е посебна природа дарувана да застане овде да биде гласноговорник на вистината. Вие сте победничка класа, дојдовте таму, значи македонскиот театар традицијата се игра и оправдува. Нашата класа победуваше на Стерено позорје младих, на Биоковске вечери. Еден од најголемите критичари, Форетиш, мислам се викаше, напиша: актери кои ќе остават траги и набреа 5-6 души од мојата класа. Значи, ние секогаш имаме таа традиција и затоа ако ќе појдете со култура, каде што нема принцип на негирање на македонизмот и на македонците не дочекуваат со радост и со доблест. Токму затоа, заради оваа долгогодишна традиција на општење, на играње од Бог кон материјалното, кон духовното и назад. Ахиле, сакан од зевица. Да го откријам сега, ме викаш гневот на Аполо на Бога, на далекометна го цара. Еве ќе го откријам јас, а ти подај ми вера и клетва дека со збори со раце ќе ме сочуваш мене. Зашто ќе разгневам маж што е над хајците сите, од тие посилен цар ја хајците сите го слушаат. Зашто во истиот ден ќе успее срдба да свлада, сепак останува гневот во градите негови долго додека не врати тој. Туку кажи ми дал ќе ме спасиш. Речи го сосема смело пророштвото, ти што го знаеш. Кажи ми, Аполо на Бога, што Зевсу е мил и од кого пророштва ти откриваш за данајците везден молејки. Дури сум жив и гледам на земја, ама не може рација да ми ти принесе тешки друг од данајците сите. Ни самиот цар Агамемнон, што сега пред ахајците се гордее дека е најпрв. Тој ниту за хекатомба приговара, ниту за завет. Туку за жрецот што тешко го навредил цар Агамемнон, не отпуштајки му керкан и доткуп од примица тајки. Затоа болест Аполо ни дал и уште ќе даде. Тешката поморна чума тој не ќе ја пропади прво ако не ја врати царот на татко и милата мома без откуп и хекатомба не испрати в пресвета Хриса. Нема да бидеме мирни се дури не смилиме Бога. Пророче Зол, не си ми рекол ти ништо убаво уште. Сети во твоето срце е помило грдо да гаташ. Убаво досега ти не си ми рекол, нито ми сторил.
Пророкувајќи и сега, ти сред данајциве думаш како да далекумете с ним затоа болест им пратил. Зашто откупнина светла за момата јас Хрисеида Божем сум нејкел да примам. Зар јас не ја милувам многу в дом да ја држам и љубам и повеќе од Клитемнестра што ми е законска жена? Зашто од неа Полоша не е нито по снага ни става, ни в ум ни во работи рачни. Туку и така јас пак ја дам што ме поарно тоа. Милувам народот мој да се избави од што да страда, но да ми изготвите наеднаш дар, да не останам само јас сред аргејците без дар, не прилега зарени малу. Зашто го гледате сите, кај другаде дарот ми оди. Преславен сине Атреев, најлако менти меѓу сите. Како ли дар ќе ти дадат хајсите смели и силни? Кога заедничко ние сокровиште немаме нигде, зашто сме делиле се што од разните градои сме зеле, тоа не прилега пак луѓето да го враќаат назад. Оваа ти сега Богу отпуштија. А ние пак тебе ќе ти вратиме тројно и четврно Зевс ако даде еднаш да гурнеме тројскиот град со зидишта тврди. Не ми се преправај мене, боголики Ахиле, вака. Колку и умен да си, оти не ми го свртуваш умот. Или пак сакаш да ти имаш дар, а јас овдека вака лишен да седам, штом ти ме советуваш јас да ја вратам. Но ќе ми доделят мене ахајциве силни и смели угодувајки ми достоен дар, кој што срце ми сака. Ако не ми дадат тие, јас самиот можам да дојдам, твојот дар, или од Дајант, или од Одисеј да го земам и да го носам. А тој ќе се наљути кому ќе дојдам. Туку за ова и пак ќе расправаме посетне ние. Сега пак коработ црн да ги стуркаме в мирното море. Веслачи издоста внатре да збереме и хекатомба кладеме. А Хрисеида ја лична така чиме горе. Еден од мудрите мажи заповедник нека ни биде, Ајант или Доменеј, или пак Одисеј овој дивен, или пак Ахиле ти, што си најстрашен јунак од сите, далеко бранец од ти да го смилува жртва давајки. Уф, што си бесрамен ти и на добивка само се думаш. Како ли зборовите твои ќе ги послуша ахаец некој? Дома да појде или пак со мажите смело да се бори? Зашто за тројците јас копјаници не сум ни дошол вамо да со нив се борам. Зар никога тие не ми се криви? Никога говеда тие ми зеле, ниту пак којни. Ни во гручестата втија, што јунаци храни, ни еднаш ниту ми сотреле седба. Заш насреде ридови мошнесен човити има и прешумно море и бучно? Туку следејките тебе, безсрамниче, бара ме изаменела и за тебе кучка од троја отплата. А ти за тоа не се грижиш баре ни малку, но се закануваш дури и дарокот мој да го земеш, што сум го добил со труд и хајсите што ми го дале. Ако и поголем дел од потресната ужасна војна моите раце ќе свршат, но делбата кога ќе дојде твојот дел голем ќе биде. А јас ќе си одам со ситен дел, ама милко нашите кораби скапнат од бојот. Сега пак одам во втија. Зар поарно многу ќе биде тука, зар поарно многу ќе биде дома да појдам со витите кораби, одошто тука јас навреден да ти печелам богатство силно. Бегај си ти ако срце те повлекло. Нема да молям заради мене да останеш ти, зашто имам и други што ќе ме почестат мене. А најмногу мудриот Зевс Бог. Ти си ми меѓу кралете најомразен мене од сите, зашто е секогаш мила караница, кавга и војна. Ако си сосема јак, тоа Бог ти го поделил тебе. Оди со твоите бродо и милите другари дома. Повелјај ти Мирмидонцев, не се грижам за тебе ништо ако си луд. Туку мојава закана слушаја сега. Што ми ја одзема мене Аполон Бог Фојб Хрисеида? Ке му ја испратам на коработ мој и со мои момци. А Брисеида прекрасната јас ке ти ја земам, дарокот твој, доаѓајќи ти в чадори. Добро да знаеш колку сум од тебе појак. И друг за да страхува секој да се споредува јавно и со мене равен се слага. Бурило винско со очи од песа, срце оделен. Што ни во бој заедно со војската ти да се ружаш, ниту пак во заседа со ахајските првенци да одиш не смееш ти. Заради тоа ти изгледа рамно со смртта. Зашто е поарно многу по војска ахајска ширна дарој да грабаш од оној што ќе ти се спротиви тебе. Народојадец си цар, зашто ти на никакве си царваш. Сега за последен пат си ме навредил, сине Атреев, но ќе ти кажам јас тебе едно и ќе ти изречам голема клетва. Ајжи ми жезолот овој, што никога повеќе нема лисија и гранки да пушти штом го одсекле в гората еднаш. Нике за зелени тој, зашто му се слупило железо лисија и лушпа. А сега ахајските синови него судници враце го носат што законов Зевсов го знаат. Ова нека ти биде големава клетва. Но еднаш ќе го побараат Ахила хајските синови сите. Туку не ке можеш ти ништо да сториш со твојта жалост. Многумина кога од јунакоморецот Хектор ранети на смрт ке гинат, а ти срцето ке го кинеш луд, зашто не си го честил најарниот ахајски јунак.
О, леле, голема жалост на хајската земја ја стигна. Што ќе се весели пријам и пријамовите синој, ќе се радуваат Мошне и другите тројанци сите. Само да чујат зошто се борите овдека вие што на данајците сега сте на чело в совет и в борба. Почујте пак од и двава сте помлади од мене вие. Заре сум некога јас живеел и со поарни јунаци од вас и не ме презирале никога тие. До сега такви јунаци не сум видел, нито ќе видам. Како што беше Пејрито и водачот народен Тријан, како Ексади, Кајне и рамниот богу Полифем, или Тесе и пак Ајгеев на бозите безсмртни сличен. Најаки оние биле мажи смртни на векот. Најаки биле и водале бој со суштества силни, со оние лиоти горски и нив ги истепале страшно. Со ними јас сум другарувал кога сум дошол с краја од далечен пил. Зар самите тие ми викнаа, како што можев се биев јас со ними. Никој од овие луѓе што на земјава се не би сефатил со нив. Туку почујте ме сега. Зар повеќе вреди? Ниту ти овему мома да одзема силен бидејки, но остави му го делот ко прво ахајските синој што му го дале. Ни ти пак не карај се јавно со царот, сине Пелеј. Од иста чест со тебе немал цар жеслоносец на кого што Зевс му подарил слава. Ако си појунак ти, те родила богиња тебе. Овој пак поима мож зашто повела повеќе луѓе. Сине Атреј, ти бесот остави го, еве те молам јас да ја прекине срдбата ти против дивниот Ахил, зашто штите тој од врлата војна за хајците. Сето е вистина ова. Поправи на старче си рекол. Туку и пак овој сака на другите сите да биде. Сака да повеља мажов, да царува овде над сите, да вика на сите, да не слуша никого овој. Ако боговите вечни го сториле прв копјоборец, затоа зар ќе го пуштат и навреди овој да збори? Нека ме страшливец сега и никаквец наречат мене, ако во се што ќе кажеш ти попуштам уште јас тебе. Вака на друг, а не мене да повелаш и да му викаш. Но ќе ти кажам јас и друго, а ти запомни си го добро. Повеќе нема со раце јас за момата да се бијам ако ми земете што сте ми дале. Туку од друго што имам на црниот брзиот кораб, ништо без моја волја не ќе можеш ти да ми земеш. Ако пак сакаш, обиди се ај, та ќе знаат и овие. В час ќе ти потече тебе под моево копие крв црна. Појдете Ахилов чадор и личната баш Брисида да ми ја доведете вамо. Ак не ви ја даде тој ќе му отидам сам и со повеќе луѓе, што и потешко баш ќе му биде. Mm-hmm.